Зоран Биковски, невладена организация Хана Делчева, членка на Македонската платформа против сиромаштия. Денеска е голем ден за сиромашните, областно против Македонската платформа за сиромаштия. Гражданските организации ги артикулираат потребите на луѓето кои што живеат во сиромаштия. Всушност денеска заедно с институциите ги препознаеме предизвиците, главните причини за сиромаштијата која што владее во Македонија, ќе бараме решенија, начини како да се излезе од истата таква состојба. Ние сакаме на овој начин да им наметнеме приоритетите, односно решенијата да ги предложиме врз основа на идентификуваните потреби, анализи и се она што го мачи обичниот граѓанин кој што не може достоинствено да живее, граѓанин кој што заслужува достоинствен живот во Република Македонија. Имате ли податоци за бројот на сиромашните во државава и што ги повикувате институциите? Што треба да се вредува? Сиромаштијата е комплексен проблем. Сиромаштијата не представува само закон за социјална заштита. Сиромаштијата значи пристап до работни места, законски услови и обезбедување на услови за достоинствен живот. Согласно подготовката не само од статистиката, и од граѓанските организации некаде околу 20% од населението во Македонија живее под прагот на сиромаштие. Тоа укажува дека не е доволно само да се донесе гарантиран минимален приход, и да се креираат активни мерки кои што ќе обезбедат на граѓанинот да излезе од магичниот круг на сиромаштие. Тоа значи дека отварање на достоинствени работни места, гарантиран систем што ќе обезбеди достоинствен начин на излегување од сиромаштија, сигурност за децата кои што живеат во тие семејства и еднаква распределба на богатствата во самата држава. Од друга страна, тоа значи и гарантиран пристап и до здравствените услуги, гарантиран пристап до младенска стратегија, до младенска гаранција, гарантиран пристап за младите да останат, да понедат барем една искра надеж дека тие можат да творат во оваа држава, да бидат активни чинители и да можат достоинствено да планираат да живеат во оваа држава. Дали имате подетални статистики, што покажуваат демографички, кои дели се посиромашни, по бројки, не само на процент? Можеме да кажеме дека најтешко се живее во источно-планскиот регион, иако и кривопаланичкиот регион и тие се во незавидна состојба. Самите податоци укажуваат дека постои масовно иселување од источно-планскиот регион, и што причините не се само недостаток на информации како да ги остварат своите основни права од социјалната заштита. Пак ќе кажам, пристапот до дома, пристапот до докторите, до болниците, до клиниките, до работните места, немањето на странски инвестиции во источно-планскиот регион. Еве со сигурност можеме да кажеме дека ниту една фабрика се нема отворено во Јанишкот на Вишевскиот регион, кој што ќе биде плата повисока од 300 евра нагоре, и тоа како влијае за младите дефиници. Потребно е по-системски, по-стратешки пристап, а од друга страна постојат и сериозни предизвици и имплементација на тековните закони. Еве да го земеме на примерот со функционирањето на законот за бесплатна правна помош. При посетата на канцелариите за бесплатна правна помош можеме да кажеме дека се уште тие немаат ниту деловодна книга, немаат обезбедени адвокати, не знаат како да ги регистрираат самите лица кои што бараат бесплатна правна помош и на ниту на еден начин не можат да го остават своето право. Постојат предизвици при имплементација на законот за социјална заштита. Се уште постои блокирање на лицата кои што должат за радиодифузна такса, а не смеат да бидат блокирани согласно законот, меѓутоа тие се блокирани согласно законот, надвор од законот од страна на УЈП, и при блокади и деблокади не земаат 1600 дена. Се уште граѓаните не се доволно информирани како да ги остварат правото на бесплатно болничко лекување, бесплатно амбулантско лекување, превентивна заштита, а од друга страна имаме злоупотреба на превентивните здравствени програми кои што се видат како важни за лицата кои што се